во училиште талентираните ученици можат да ги развиваат своите способности, компетенции и вештини. Се со цел подобрување на условите во нашето училиште, училиштето заедно со општина Кавадарци и Министерството за образование и наука склучи договор за изградба на спортска сала. Спортската сала е инвестиција на владата на Република Македонија преку Министерството за образование и наука со поддршка на локалната самоуправа. Со тоа нашите ученици ќе добијат нова, современа, модерна спортска сала каде што ќе ги негуваат сите спортови, а со тоа ќе се грижат и за своето здравје. До сега нашите ученици нема спортска сала и наставата по физичко образование ја изведува во импровизирани училници или пак надвор во училишниот двор. Ние овде нема да застанеме со капиталните инвестиции, оваа година продолжуваме уште повеќе и уште подобро, а се надеваме на соработка на Министерството за образование и наука и на локалната самоуправа. Голема благодарност до сите нив што и во време на пандемија сепак не ги стопираат овие капитални инвестиции, туку напротив уложуваат во овие капитални инвестиции за подобрување на образованието како кај нас во општината, така и во цела Република. Денеска јас чуваме и званично почетокот на изградбата на спортска сала во ова училиште, кој што е најстаро во општина Кавадарци, повеќе од 60 години. За жал до ден денеска немаше спортска сала. Овие ученици тука што учат беа на некој начин и обесправени во делот на физичко образование и нивната психофизичка развој. Така да после долго време и после слукот од Министерството за образование на чело со министерката Мила Царовска, дојдовме до средства од Министерството за образование да ова сала биде изградена во интерес на училиштето. Јас можам како градоначалник само да посакам подобри генерации, успешни генерации и да овие дечиња тука што учат и во ова најстаро училиште од денеска ги имаат сите нормални средства за одвивање на сите програми и настава. Мене ми е навистина драго што сум денеска во општина Кавадарци и тоа со цел воведување во градба или увид во градба на спортска сала во ова училиште. Единствена цел на оваа влада во делот на образование, како и на Министерството за образование, е да создадеме основно образование кој што се грижи за интересот на детето и кој што е фокусиран како образовен процес на потребите на учениците. Токму тоа го поставува и реформата во основно образование, кој што треба да започне да се имплементира од септември наредната учебна година. Инвестирањето во капиталните објекти, а тоа се инфраструктурата училишта, но исто така и придружните објекти како спортските сали е навистина значено за да може да обезбедиме да секој ученик, секој дете може да го развива своето физичко воспитание и своето здравје, затоа што навистина е значено да тие активности кои што се предвидени во програмите може да се изведуваат во училиштето, околу него и во овие придружни објекти. Значено исто така и за личниот и социјалниот развој да тие може да спортуваат. И значено да образовниот систем заедно со општините ги нуди овие можности на учениците во училиштето и да немаме привилегирани ученици, оние кои што можат надвор од образовниот систем да си ги приуштат, туку да се трудиме како држава да создадеме услови во секој училиште, сите придружни активности, сите слободни активности да може учениците подеднакво да ги извршуваат во системот на образование и тоа да биде бесплатно и квалитетно. За такво образование се трудиме да создадеме систем кој што ќе го поддржи тој процес на постојано инвестирање. И сметам дека како влада навистина покажуваме дека инвестициите во раниот развој на децата, како во предучилишното, така продолжуваме и во основното образование и во средното образование, за да имаме здрави граѓани, но исто така и граѓани спремни да се борат со предизвиците кои што стојат пред нив во животот. Почитувана министерке, ви благодарам што дојдовте во нашето училиште. Ова е за вас. Благодарам, убавице. Како се викаш ти? Николи. Николија, да те прашам, кој деление си ти? Прво. Прво, и како е во школа? Убаво. Се ве маскиве? Добро? Да. Се навикнавме? Да. Браво. Значи во училиште сакаме да одиме. Да. А малце со пандемијата, дружењето? Не треба повеќе да трчаме? Ај, следната година ќе трчаме повеќе. Сите учителки се добри? Да. Браво, да им кажеме нешто да бидат подобри? Да. Што да им кажеме? Што да направат подобро за тебе да ти биде поинтересно? Се да биде подобро, ајде да се надеваме од наредната година дека ќе бидат поинтересни, повеќе активности ќе ви прават. Добро? Да. Благодарам многу, ова е честитка за мене. Забрати се, забрати се. Чекај вака честитка. Ајде Марче, оди. Ајде Марче и ти. Ти Марче, кој деление си? Чекај да ти ја ставиме маската таму. Прво. Супер, ај сега на градоначалник говори.
теб? Почитувам градоначалник. Ви благодарам што направивте спортската сала. Ова е за вас. Од вас. Да вежбаме на часовите? Да можеме да вежбаме на часовите по физичко во спортската сала. Браво. Со здрава и жива година да расти. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.